Совети за посреќен живот. Нема среќен живот, бе, кој ве лаже, лај чао. Се шалам, бе, чекај, се шалам. За крајот на видеото се шалам, фала Богу. Среќен живот нема, има среќни моменти. Иначе, јас сум Стојан, дипломиран животолог. Не, нема факултет за животот. Животот директно ми ја врачи таа диплома. А и плюс, луѓето викаат дека сум паметен, па затоа можам да зборам до утре за ова. Океј, само баба ми понекогаш ми вика дека сум паметен. Али како и да е. Понекогаш е тежок, да не речам пеколен. Понекогаш имаш чувство како да си во сред ураган, во кој што дуваат силни ветришта, кои што носат контејнери и сакси, и као за случајност, сите маваат точно во тебе. Со други зборови, претепан си. Но ураган ко ураган, ќе задува ветер, ќе заврне дожд и ќе помине. Добро, сега има последици после него, ама со тек на време се санираат. После ураганот иде сонцето, односно убавите денови. Дали некогаш се чувствувале полни со топлина и со љубов? Како сите лоши работи да се зад вас, во минатото. Како никогаш да нема да се вратат. Дали некогаш се чувствувале како магепсан? И сте што ќе допрете во животот да оди на подобро. Искрено, ниту јас. Животот не функционира така. Во зависност од тоа што го правиш, таков ќе ти биде и животот. Не може едноставно ништо да не правиш и да чекаш животот да ти тргне на подобро. Тоа ти е исто како да чекаш да ти никнат праски, а праски никад не си посаден. Невозможно. Ништо не паѓа од небо. Уствари, паѓа, али може да падне само цигла и да ти ја расцвета главата. За се мораш да се бориш, бе, баце. Прво, парите не се среќа. Искрено, немам појма зашто сите што држат мотивациони говори, вика дека парите не се среќа. Јас лично немам никогаш видено човек во Мерцедес со 120.000 евра да плаче. Ако парите не се среќа, зашто тогаш чоколадот се купува? Ако парите не се среќа, тогаш зашто хамбургерот седмица е 140 денари? А? Како ќе бидеш среќен ако немаш пари да отидеш на кафе со другари? Ќе пиеш кафе дома. А како ќе пиеш кафе дома ако немаш пари за плинско, за кафе и за чаши? Ќе пиеш вода. А како ќе пиеш вода ако немаш пари да платиш сметката за вода и ти ја исклучат водата? Добро. Да не се лаже, бе. Не викам дека парите се се на светот, ама едноставно до некаде се корен на среќата. Викаат, Љубовта е побитна, парите не се битни. Ако имаш љубов, имаш се. а од друга страна гледаат познати пејачи и глумци како се сакаат. Во не имаат пари, бе, баце. Ти кога ќе купиш пижами за тебе и за девојката, цели со пица вака, и кога ќе гледате филм на 150-инчен телевизор, а? Никад. Како ќе ја носиш во Париз, во Барселона, во Њу Јорк, во Дубај со точак? Ќе земеш кредит и ќе се заглавиш после тоа ќе го плаќаш цел живот. Мислам, вие пак си се сакате, ама најдалеку кај што може се сакате е Евгелија. Па реално дури и за таму треба пари. Второ, не се замарај со хейтери. Првин треба да ги создадеш хейтерите, а после да не се замараш со нив. Така иде тоа. Ако немаш хейтери, тоа значи дека не правиш нешто добро. А ако правиш нешто добро веќе некое време, а немаш хейтери, тоа значи дека не живееш во Македонија. Неколку мотивациони фрази околу тоа. Прва, тие што ти зборат зад грб се на многу добро место да те бацат малце подолу. Непознат автор. Почитувај ги хейтерите. Единствено они мислат дека си подобар од нив. Ники Минаш. Даде им на хейтерите уште една причина да те хейтаат. Нилуфар Гуаличи. Верувај во себе и не се замарај со хейтерите. Пери Едвардс. Искрено, ова последново многу ме трогна. Верувај во себе и не се замарај со хейтерите. Колку трогателно. Пери Едвардсе. Ти си најпаметно бацо да вие претходливе. Трето, најди мотивација, а не пречка. Ако животот ти затвори врата, отвори ја. Врата е, не е сеф од банка, бе, баце. Што, треба да плачеш како мало дете кога ќе се соочиш со првата пречка? Треба да кажеш, Не можам, премногу е тешко. мајка ти е тешка, бе. Продолжи кај што си тргнал и не поламуди многу. И поздравя мајка ти. Четврто и најбитно. Една од најважните работи за да бидете среќни е да отидете долу и да стиснете subscribe. После да отидете малце погоре и да стиснете лайк, да се вратите пак малце подоле и да стиснете на звончето. За да ви стигат нотификации кога ќе замарам вака, сваѓате? И ако сакаш да ти иде се од рака у животот и да не те бие малер, заеби што зборев до сега. Отиди на Инстаграм @Стојан и фолоуни ме. Е тогаш ќе видиш што е живот. Ти поздравя мајка ти.